Амнестија за криминалци и насилници. Политички театар за суспендирање на судството и правдата. Ќе останеме ли без најбараните информатичари? Колку имаат плата и каде одат? Државата ќе ги отплатува долговите на расипничките градоначалници. Кој од нив ќе одговара? Шахмат за Македонија. Како и кој игра на таблите на древната игра. Денеска во Студио 1. Нешто од ова веќе гледавте, например разговорот со велемајсторот Драгомир Пјочимовиќ, потоа разговорите со Константин Кратовалиев и со Јордан Митриновски околу амнестијата. И во тој дух продолжуваме, зашто мислам дека две работи се битни како дополнување на оваа информација и нашата континуирана уредувачка политика. Мојот колега Сашо Ордановски вчера во ова студио направи дебата со Оливера Трајковска и со режисерот Александар Поповски. Меѓу другото и со дилемите врзани дали помилување, амнестија, на каков начин е возможно да дојде до смирување на страстите, особено пред приоритетите ЕУ и НАТО. Погледнете еден сегмент што мене ми се чини дека беше прилично индикативен и за соговорниците и за тезите што се пласирани во рамките на диалогот на Сашо Ордановски со неговите гости. Ништо повеќе не треба да претеруваме со Канчевска Милевска, воздигајќи ga сега како таа дека која воздига? Чекайте се прво да се договориме какво е тоа воздигање. За какво воздигање правиме муабет? Дали ословувањето на господинот Мијалков со господин е воздигање на Мијалков? Или што треба да кажеме? Па мислам е промена барем кај тебе дека претходно не си го нарекувал господин Мијалков. Сакаш да кажеш дека со тоа што ќе го наречам господин го воздигам. А да речеме ти би го нарекла Мијалков, веројатно. Мијалков. А тоа господин е нешто што ти е испод чест, не го квалификува? Мислам дека ние имаме проблем за публиката за која што работиме, што сме зборувале претходно и како одеднаш сега, значи некој ќе се потруди, ќе ни ги врати сите снимки. Сакам да останеме веродостојни. Па зашто не сме веродостојни? Чекај, ова е крупен фалсификат кој не можеме така баш да го поминеме, како ти што мислиш дека. Каква тоа неверодостојност припишуваш на луѓето кои што ќе го викнат Канчевска Милевска во емисија да им гостува? Или треба Канчевска Милевска да не ја викаме веќе по емисии? Да речеме ја не можам да се сетам. Па еве затоа што иначе сме неверодостојни. Претходно не ја викав. Има ли дали ако тебе ти помоди господинот Мијалков да ти гостува во емисија ќе го одбиеш? Те прашувам позиција на новинар. И што бидејќи терминот ми е повеќе од 1 час, мислам дека не би можеле да зборуваме повеќе од 10 минути, значи ќе. Добро, дали ако ти понуди 10 минути да зборувате ќе го одбиеш? Значи не го упростувај. Значи не го упростувам. Меѓутоа, тој тип на фалсификување. Значи овој тип на процес кој се случува во Македонија е компликуван. Точно. Ние го имаме лидерот на шарената револуција од политичката страна, не од граѓанската страна, кој што нуди мирење. На тоа мирење се разбира дека цела една јавност рипне и рече чекајте, тоа мирење во ред, терајте си вие мирење, правна држава да има. Тој лидер истовремено се разбира, тој лидер не е глупав и тој знае дека конечно тој беше и жртва, заради тоа и правната држава функционира. Но тој лидер треба да испорачи уште 8 гласа. И сега понекогаш јас се фаќам во ситуација дека нашата ситуација е стварно комотна, можеме ние да морализираме до утре. Ако не ги обезбеди тие 8 гласа, и како што знаете, политиката не е баш најчистата професија. Добро. И сега, која е нашата позиција да се откажеме од анализа на неговата постапка со целата валканост која предпоставува еден процес во кој сега вие ќе отцепите некакви 8 гласа за да предат на ваша страна, тоа е мнозинството кое што треба да ги изгласа. Не мислам дека е лошо што има луѓе што гласаат за. Ама Оливера мисли дека е лошо, мисли дека е тоа промена на наративот и на моралната позиција. Не, јас велам дека ние сме во тој друг медиаторски круг, како и коментарите кои што ги слушаме на социјалните мрежи, и имаме одговорност нашиот јазик, квалификации да ги сочуваме во некаква веродостојност. Инаку ќе загубиме сцената која треба да прави притисок по ној главниот правец треба да се движи. Ама тоа се подразбира. Значи, не мислиш ли дека минатиот понеделник,
како од небо да падна таа тема во обраќањето на Заев од сега одеднаш дека треба да се помириме. Во политика. Тие можат да лобираат. Сигурно во тоа има и повеќе од тоа што ние го нарекуваме лобирање, но тие ќе загубат во својот политички рейтинг, така како што рече и Заев. Подготвен сум за ова да платам и политичка цена. Се разбира, кога го движите политичкиот коридор, решенијата на крајот, за да бидат веродостојни и да ги сочувате тие 8, секако ќе бидат повеќе од глупавата идеја да основиваме комисија, па да расправаме за помирувањето. Па ве молам, на овие преписки што сега ги гледаме од ВМРО ДПМН, со кого ќе се помируваат? Прво, ние треба да чекаме тие да се дотепаат меѓу себе, веројатно. Второ, издвојувам во целиот овој период. Во таа смисла скандалозни се и сведочењата во процесите. Единствените кои што имаат подобро чувство за тоа кога ќе кажеш помирување, што се претходните скали што треба да се изодат, единствено во прогласот на затворените од 27 има дека сме подготвени да се покаеме за делото. Јас мислам дека е добро да постои помирување, бидејќи такво нешто ние мораме да искочиме од еден круг кој што произведува само црнило. Тоа да, ама дека мора да постои совршеница, гледайте, ние зборуваме за 27-ми, кој што е стварно една грозна слика за оваа земја. Само ние забораваме дека ние имаме историја на насилство. Нашата историја на насилство почнува многу претходно. Денеска никој, да речеме, не зборува за еден од првите моменти каде што се раѓа 27 декември 2012. Така или порано кога се тепаат студентите на првата архибригада. Значи ние имаме случај ескалација. Да, кога што почнува нешто кој што денеска е заборавено. Студентите кои што беа истепани од големите христијани на плоштад е зачеток. Целата интересна дебата од мојот колега Саша Ордановски со Оливера Трајковска и Александар Поповски може да ја гледате и натаму на нашиот сајт. Пред да го најавам мојот гостин кој е веќе дојден во еден телевизија, Тони Поповски, председател на МАСИТ, со она што инаку го чувте, дали на каков начин ќе останеме без IT инженери, кој ни ги краде условно најкреативните кадри во оваа пропулзивна индустрија, која во овој момент вработува 12.000, од кои имаме најчист нето извоз, а тоа е паметот. Значи, до разговорот со Тони Поповски, уште една информација која можете да ја видите во отвореното студио, низ разговорот со Павле Богоевски, председател на мандатно-имунитетската комисија, кој де факто ги демистифицира зашто ќе се разговара околу прашањето каква ќе биде судбината на Никола Груевски. На Никола Груевски пратеникот. Во основа ќе се разговара дали ќе му престане мандатот и ако му престане, сосем известно повторно кадар од ВМРО ДПМН би го наследил во собранието. Еве што на почетокот од отвореното студио Павле Богоевски каже на нашата Весна Велкова. Целата постапка започнува со моментот кога известувањето од судот ќе стигне до председателот на собранието. Тоа се случи на крајот на минатата недела. Вчера председателот ми го препрати на мене писмото како председател на комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања и од тој момент почнуваат да течат роковите. Денеска е првиот ден по примањето на писмото и како председател на комисијата имам обврска во рок од 15 дена да свикам седница на комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. На таа расправа ќе се утврди предлог заклучок кој потоа ќе биде проследен до собранието каде по него ќе се расправа на пленарна седница каде што ќе расправат сите 120 претеници. За заклучокот биде усвоен во рамки на самата комисија, потребно е за истиот да гласаат мнозинство од вкупниот број на членови на комисијата, односно 6 од вкупно 10 членови на комисијата, колку што имаме.
Но, кога тој заклучок ќе отиде на расправа на пленарната седница, за да се биде усвоен, за него треба да гласаат 2/3 од вкупниот број на пратениците. И сега овде би сакал да направам едно многу големо разјаснување и за гледачите и за вас. Значи, на неколку пати во текот на последниве денови ми се јавија и новинари, од јавноста добив прашања дали сега се расправа за некаков имунитет за претеникот Груевски. Ќе одговорам не. Значи, не постои таков имунитет кој штити било кој пратеник од кривичен прогон или од ослужување на казна. Сега расправаме за тоа дали додека ја врши казната, да продолжи да биде пратеник во собранието на Република Македонија и само за тоа. А деловникот на собранието и уставот на Република Македонија познаваат две ситуации во овој случај. У првиот случај, доколку е пресудена казна затвор поголема од 5 години, во тој случај мандатот се одзема по автоматизам. Односно, само се констатира дека има толкова казна, се преследува, тоа се усвојува и мандатот се одзема. Но, сега станува збор за вториот случај. Односно, пресудата е помала од 5 години и прашањето што се поставува е дали таа пресуда го прави недостоен за вршење на функцијата пратеник. Тоа е тоа што ние ќе треба да го утврдиме прво со обично мнозинство во Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, после тоа и со 2/3 мнозинство на самата пленарна седница. Како што реков, рокот е 15 дена и јас можам да изјавам дека тие рокови ќе бидат запазени и Комисијата ќе се заврши својата работа. Кога може да очекуваме дека ќе биде закажана Комисијата? Во наредните 15 дена. Господине Богоевски, сакам да кажам, сакам да прашам, какви се шансите да се обезбеди тоа 2/3 мнозинство на пленарна седница за одзимање на овој мандат? Рано е да се зборува за таа работа. Прво треба комисиски да ги расчистиме обврските што ги имаме, па после тоа да продолжи на расправа тој предлог заклучок на пленарката. Не би зборувала во овој момент колку гласови би имало за, колку гласови би имало против и мислам дека веќе стана очигледно дека се до последниот момент никој не може да прави сигурни проценки за тоа колку гласови би имало или би немало. Али во секој случај очекувам да имаме плодна расправа, да ги соочиме аргументите и конечно почнеме да дискутираме за оваков тип на прашање. Време е веќе. Урчиња на љубовта. Пелистерка. Оваа среда и четврток, најниската цена во градот, само за вас. Банани 1 килограм за само 38 денари. Мешан кашкавал Здравје Радово 1 килограм за само 272 денара, плюс 100 поени. И димена свинска печеница 1 килограм за само 289 денари, плюс 100 поени на вашата поен плюс картичка. Една картичка, безброј привилегии. Мој Тинекс клуб. Pure Excess, the new feminine fragrance by Paco Rabanne. Кафетин Колд, ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип, ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Доста со македонските мината, сегашност, иднина низ призмата на тоа да си простиме, да се занимаваме. Светот оди многу подинамично напред и со своите умови и со својата технологија. Мој вечерашен гостин е Горан Поповски, председател на Македонската асоциација за IT индустрија или технологија, информатичката технологија. Најпрвен, блиц еден портрет. Колку вработени и колку е вашиот придонес вкупен на годишно ниво во реализацијата и извозите? Така, добро вечер пред се. Вработени 12.000, како што веќе рековте. Тоа е по некои статистики од минатата година. Ние имавме среќа да со помош на холандската амбасада и PwC се изработи една анализа, не само на пазарот во Македонија, него и во Косово и во Албанија, во целиот регион, така да имаме некои релевантни бројки кои што ги промовиравме на нашата конференција оваа година. Колку е придонесот? Немаме точна бројка во бруто домашниот производ, мислиме дека од некои наши внатрешни анализи во комората дека се движи од 6 до 7%. Тоа се бројките со кои што ние располагаме во моментот. Иначе една интересна можеби бројка е дека минатата година имало 1680 регистрирани IT компании со представката IT, додека веќе оваа година од некои наши податоци се уште неконечни, повеќе од 2300 до овој момент. Па сами оценете како е придонес. Дали тоа значи дека го сваќаме светскиот тренд и во професиите кои имаат перспектива, зашто денове прочитав, освен сметководителите на наредните 5 години што ќе бидат најбарени, топ тема и натаму се IT инженерите. Или ние го сваќаме, или светскиот тренд не сваќа нас. Така да, дефинитивно, IT инженери, јас веќе неколку пати имам кажано, нема никај нас ни во светот. Значи, треба да ги произведеме, тоа е најбрзо растечката индустрија и како и вие што рековте во најавата, инфраструктурата е минимална. Значи треба компјутер, интернет и приклучок на електрична енергија. И веќе извезуваме. Тоа е најдобриот нето извоз. Така памет извезуваме и способност да се аплицира на светските пазари на... И сме конкурентни веднаш. И сме конкурентни. Секако. Прашањето е како и на каков начин го фативме трендот на така наречените аутсорсинг развивања, нели, кој во еден период пред 15 години беше тренд на пренесочување на бизнисите од Америка, Силиконската долина, кон Индија и другите поевтини гранки. Дали ние сме сега на оден начин некаква европска Силиконска долина или Македонија може да биде некаква балканска индустрија, балканска Силиконска долина, до толку повеќе што во еден период се заговараше слободна зона за развој на IT технологијата и така натаму. Секако, за да фатиме приклучок, да се позиционираме можеби како лидери, да, таа идеја беше прекрасна и се уште треба да ја поддржиме. Мораме реално да гледаме на работите, мали сме да се гледаме како засебна држава, можеби како регион, да. Од аспект на оној модел на офшоринг и ниршоринг, ако Индија е офшоринг, ние сме ниршоринг секако. Значи близу сме до Германија, да кажам близу сме и до поголемиот, да кажам, пазар како што се Соединетите Американски држави, и имаме што да понудиме. Имаме знаење. Зашто аутсорсинг? Тргнете од аспект на собствениците на компаниите, односно на креаторите на бизнисот, тоа беше најбрзиот и најлесниот начин и до пари, и до ново ноу-хау, и до бизнес доинг ноу-хау. Така да тоа е првиот чекор што се направи. Јас би рекол дека веќе повеќе од 18 години Масит постои како организација, значи имаме компании кои што се постари од 20 години, не се работи повеќе само за аутсорсинг, него имаме што да понудиме како производ. Две прашања што се на ниво на локална перцепција на финанси и бизнес логицирање. Првото, дали банките
ве кредитираат без старите своји шаблони и шеми, дај хипотека, дали тие се прилагодени на финансирање на бизнисот и на идеите? Јас мислам да. Значи, лично и јас како стопанственик кој водам одреден бизнис не само во Македонија, него и надвор од државата, мислам да, банките веќе почнаа да препознаваат во IT индустријата проекти и да финансираат проекти. Иначе проблемот со хипотеките, да, беше многу голем за да го надминеме, за да им представиме на банките што значи, например, еден source code и дека тоа може да се заложи. Мислам дека се менува молскавично или како да го наречам со брзина светлината се видувањето од страна на банките. Се соочуваме да сега банките се желни да не кредитираат и бараат нови проекти. Второто прашање е повторно дневно политичко и економско. Се крена прашина околу оданочувањето на приходите. И најмногу се засегнати ми се чини овие умствено авторски занимања и така натаму, вклучувајќи и нас новинарите кои работиме part-time или хонорарно. Што правиме? Дали таа даночна политика го следи бизнисот или ние заради прибирање на 5-6 милиони дополнителни средства ќе изгубиме сериозни олеснувања и бизнис стимулации? Така, значи вие отворивте две прашања. Тука едно е прашањето за оданочувањето на хонорарците, а друго е прашањето за прогресивниот данок. Ние во последно време и како комори, како компании повеќе се бавиме со тој прогресивниот данок. За хонорарците имаше случувања, видовме што се случи, не би го тоа коментирал, али прогресивниот данок каде што едноставно како став, како комора, како стопанственици немаме ништо против тој модел на оданочување, не е ништо ново, веќе видено во светот и тоа во многу развиени општества. Поентата е кој е прагот на богати и сиромашни. Дали IT индустријата може да се спореди со некоја друга индустрија? Дали индустријата во IT индустријата во регионални светски рамки, границата на висината на нето платата или бруто платата може да биде 1000, 4000, 5000 евра. Тоа е дебатата ние што отвараме. И на крај на ден збориме за една креативна индустрија. Луѓето не сакаат многу да бидат притискани, малтретирани на некој начин со такви теми. Тие едноставно сакаат да го сработат своето и тоа да го наплатат. И ние сакаме како комора, заедно со од друга страна, нели, институциите, да најдеме правиот начин како и државата да го оданочи тоа, а и луѓето да бидат задоволни. Али некако не ја гледаме, како што спомнавте, не ја гледаме јасната стратегија во тоа оданочување. Значи се уште еве денес баш имавме управен одбор и дебатиравме на таа тема. Ние од другата страна не гледаме јасна стратегија, не гледаме јасни анализи, не гледаме јасни бројки. Од една страна има малце контроверза. Владата се обидува да стимулира преку иновации, технолошки развој, стартап развој и така натаму, со собствени инпути на финанси, на олеснување. Од друга страна, на оваа индустрија која е брзо растечка и која несомнено станува индустрија на иднината, како да не се гледа низ мерката како што повеќе да привлечеме млади и да останат дома без да ги препуштаме на странските пазари. Така, отвараме на друга тема за тоа како да ги вратиме назад, привлечеме да останат тука, па дури да привлечеме кадри кои би живееле во Македонија. Морам да бидам фер дека не би можел да кажам 100% дека владата не гледа, затоа што па најави мерка за намалување на оданочувањето на добивка во IT индустријата. Но мора да го разбереме моментот, вие го спомнавте аутсорсингот, да, некои се заговорници на тоа дека аутсорсингот можеби не е правото решение, него пласманот на продукти, но се уште го имаме. Мораме да направиме анализа дали олеснувањето на данокот во даночните давачки на добивката стварно влијаат стимулативно или можеби олеснувањето во персоналниот данок, односно тој прогресивен наоѓање на точната формула. Значи пак ќе повторам, немаме ништо против, само сакаме да најдеме точната формула која што стварно ќе стимулира IT индустријата. Во моментот не ја гледаме јасната слика и тоа ствара една нервоза и кај собствениците, и кај вработените, и кај креативците да накреде. Има ли добар линк меѓу вас како производители на услуги и на проекти и клиентите кои се повеќе треба да не водат во едно информатичко општество?
и бизнис. Да, мислите на клиентите кои би ги користеле услугите. Линк секако дека има и то не само во рамки на Македонија, него ја не верувам дека во Македонија има IT компанија која работи локално. Јас сум убеден дека сите IT компании работат надвор од Македонија, како и во Македонија секако. Ја баре од членките кои што ги имаме во МАСИД, како комора, како организација имаме многу активности кои што возможува луѓето да имаат алатка за нетворкинг и за наоѓање нови пазари, а и сами компаниите стануваат агресивни. Вие како што ќе акумулирате одреден капитал, одредено знаење на одреден проект надвор од државата, вие сакате понатака да го продадете. Ја не верувам дека постои еден предприемач кој би застанал на еден проект и да би се задоволил со одредена сума на капитал кој што го заработил од еден проект. Линк секако, зошто? Затоа што инвестираме во тој линк. Дали ви се доволно заштитени индустријските права, правата на креативноста и така натаму, или често пати знаеме да ги препуштиме тие на големите корпорации и така натаму? Значи, тоа е една тема која што може да се гледа од две страни. Значи, што значи да препуштиме? Да, може би пропуштаме. Ама да продадеш бизнис, не? Така, може би препуштаме во одреден, ама еве го примерот во Бугарија, каде што дојдоа големите, ги превземаа и вработените, може превземаа и идеи, али на крај на ден кога доаѓаат големите не превземаат идеи, ги купуваат идеите. И тоа е убавината. Вие имате акцелератори, инкубатори, хабови, каде што луѓето се среќаваат и на нив им е полесно да ја купат идејата, него ли да ја превземаат. Што се случи, само да се навратам во Бугарија, да, дојдоа ги превземаа вработените идеите, но сега тие вработени па се засити од прекорпоративната работа, па сакаат да се вратат малце да работат покреативно во помали во помали тимови. И бенефит има на сите страни, и на стартапите, и на помалите компании кои што се локални во ситуацијата. Ја на пример разговара со председателот на IT асоциацијата таму. Викам, како преживувате со еден IBM, со еден SAP, со еден Microsoft, сите тие големи, им ги зимаме ние сега луѓето на нив. Тоа е моменталната ситуација. Каков е пазарот на труд и на креативни кадри во Македонија? Ако се имало предвид дека веројатно најбукирани факултети во овој момент се неколкуте универзитети и финки и другите специализирани факултети кои продуцираат овој тип на кадри за IT индустријата. Така, значи и повторно ќе кажам благодарност до студијата што беше направена. Значи повеќе од 20% од вкупниот број на студенти се во IT. Значи во моментот од кои што се повеќето кои што, да кажам, има джендер баланс, значи половиот однос е разноврсен, тоа е многу битно. Има полно статистики тука кои што се наведени. Од тие скоро 50% излагаат од државните универзитети. Сега има еден друг момент. Има еден момент каде што и ова не е доволно. Го заклучивме тоа уште на самиот почеток. Има еден момент каде што нас ни треба системска интервенција. Значи, прво ни треба системска интервенција во една успешна приказка што имаме од минатото. Јас завршив стручно училиште средно. Ние некако ги уништивме тие. Јас ки употребам збор уништивме, замреа или ги пренаменивме во гимназии. Некако стручните училишта се озлогласени, не одат таму добрите студенти. Например, во добрите ученици. Например, во бивша Југославија Орце Николов беше електроучилиште и беше едно од најпознатите и одеа само одлични ученици. Значи, ни треба една системска интервенција во школството за да може да произведуваме и на ниво на средни и основни училишта кадри кои што понатака ќе бидат квалификувани. И уште еден друг момент. Толку многу немаме кадри да ние размислуваме за преквалификација. Ние веќе имавме еден циклус на 40 студенти во рамки на МАСИД, организирано од страна на МАСИД за преквалификација на луѓе кои што сакаат да станат IT. Што би рекле германците дуално образование, што е перманентно преквалификација, доквалификација и така натаму. И доквалификација и преквалификација. Во ситуацијава зборевме буквално све, од сликари, од економисти, од било што кои што сакаат да работат во IT. Зашто? Затоа што очекуваат повисоки плати. Веќе 40 одиме во втора фаза до крајот на годината. И денеска, спремајќи се, благодарам и на поканата, спремајќи се за овој разговор, дојдов до податок дека Франција, например, воведува ваучери од 8.000 евра за преквалификација
односно и за од 8.000 евра за квалификација и до 5.000 евра за преквалификација на веќе квалификувани кадри. Значи тоа се некои мерки кои што помагаат да одговорам директно на прашањето каков е пазарот, немаме луѓе и се помалце ќе имаме. Кубуриме со вработени, мораме да ги произведеме. Сега прашам нешто што во принцип не се прашува ако си предприемач. Ако кубурите, како што велите, колку ги плаќате за да не може да ги задржите? Колку е просечната плата? Со оглед на тоа дека спаѓате во индустрија која има највисок просек. Така, прво не би се согласил дека не можеме да ги задржиме. Тоа е некоја друга тема. Имаме све во студијава. Значи, просекот, кој што е земен, се движи од 380 до 800 евра. 380 звучи премалку, тоа е наверојатно се работи за оние студенти, почетници во првата. За практиканти. За практиканти во првата. Јас би се задржал на ова, мислам, јавен е документот на 800 евра и јас би рекол дури и повеќе од тоа. Значи, луѓето се платени за во ова економска ситуација да би можеле да се чувствуваат комотно и дефинитивно се најплатените вработени во Македонија по нашите видувања и по искуствата кои што ги имаме. Бонуси, што е некој стандард? Секако, да, секако. Јас бар во мојата компанија имам бонуси. Горан Поповски, дали, ако ги нема доволно, дали може нас да ни се случи една комплетна ерозија на овие инаку дефицитарни кадри, со оглед на тоа дека конкуренцијата на слободните пазари не можете да ја спречите. Уште повеќе што движењето на работната сила исто така не може да ја подготвите. И зошто, например, или кои се мотивите луѓето да заминуваат? Дали само платата? Значи, ерозија секако ќе се случи. Денеска добив од една моја колешка во управниот одбор, подпредседателка, да, значи еден интересен коментар. Можеме да се доведеме во ситуација каде што економијата ќе паѓа, а платите ќе не растат. Тоа е ерозија. Значи, таква една ситуација може да посебно во IT индустријата. Зашто луѓето заминуваат и дали е заради платите? Не. Јас денес исто, знаејќи дека ќе бидам гостин на оваа емисија, ги прашав моите вработени дали би заминале вие за плата. Ги прашав моите колеги денеска во комора. Они би заминале за подобри градинки, за подобри болници, да би го избегнат социјалниот стрес кој што го живеат. Тоа беа неколку примери од нив дадени, без да инсуинирам да ги прашувам, за дупките што ги имаме на улиците, едноставно за подобар живот. Затоа би заминали и имаме еден многу интересен коментар од еден мој пријател во Канада, кој што тука имаше своја компанија, имаше се, замина, и јас го посетив во Канада на една вечера каде што разговаравме зашто замина, буквално еден неврзан муабет во релаксирана атмосфера. Вика, дали си свесен колку е Скопје загадено? Да, само еден момент да го замолам Горан Поповски за еден момент. Имаме една конекција со нашата режија. Дали ја имаме на линија? Епа, немојте тогаш, да си продолжиме разговорот, која ќе имате на линија, тогаш барете ме да ја вклучам. Горан Поповски, председател на МАСИТ, разговараме за IT индустријата во Македонија. Завршивме за тоа кој е социјалниот амбиент и логицирањето на луѓето да заминат. Има еден тренд кој вие го назначивте, а тоа е особено во овие европски земји, од балтичките во Бугарија, па особено и во Хрватска, каде што забележав, има тенденција на враќање. Така. На луѓе кои, да речем условно, се дообучиле, биле во врелото на новите технологии и така натаму, и кои веројатно бараат предизвик да развиваат нешто ново. Дали таа тенденција може и Македонија да ја зафати? Веќе мислам дека ја зафаќа, не само Македонија, него и целиот регион, и од аспект на предприемачи. Јас имам многу пријатели кои што се вратиле. Имам пријател кој што се врати од Австралија и направи тим од 50 до 100 луѓе, компанија произведува за светските пазари. Аутсорсинг, производ. С целото свое знаење го пренесува тука. Од друга страна ја имав лично искуство, не е за Македонија, за регионот е, отварајќи нашата канцеларија во Загреб на одредени интервјуа.
интервју со девојка од Даблин. Вика, јас сум спремна да се вратам во Загреб за 1200 евра плата. Еве ќе ви ја кажам и конкретната бројка, а на моето прашање колку сте сега платени 2000 евра. Која е логиката? Јас имам свој стан во Загреб, тука плаќам многу повеќе за рента за стан. Во џебот ќе ми останат повеќе пари. Значи луѓето веќе видоа дека надвор не цветаат ружи, дека таму има високи ренти, дека таму има високи давачки, високи даноци и дека еден подруг стил на живот, различен од тој што сме го имале ние тука традиционално наназад и сега. И веќе размислуваат каде е подобро, но сепак мора да знаеме дека од Македонија моментално заминуваат најдобрите кадри. Тие што најлесно можат да се продадат и заминуваат главно од тоа што го реков. За подобри градинки, подобри болници, подобро школство за своите деца и на крај социјалниот стрес. Само да не се доведеме во ситуација на автархичност, во желбата да ги задржиме, да мислиме дека сме ние само доволни, а луѓето сепак да бараат предизвик таму каде што е срцевината на новите технологии и новите знаења, да речем. Како вие функционирате во перцепцијата на новите знаења? Значи, нема да се доведеме во таква ситуација ако и ние создадеме платформа која што ќе му озважи и на младите и на постоечките компании да креираат нови знаења. 10 години наназад бевме како комора бевме заговарачи на технолошкиот парк, кој што мислам дека Македонија беше остана единствената која што го нема. Веќе се случува, би рекол, фала Богу, со поддршка и на Европската комисија, фондот за иновации го води тоа. Така да ќе се вратам повторно чекор назад, интервенција во школството и платформи кои што ќе направат терен каде што и старите, зрелите компании ќе можат да бараат нови идеи во стартапите, а стартапите ноу-хау во зрелите компании. Само така ќе останат ако креираме наша Силиконска долина. Ништо не сме поглупави од тие што живеат таму во Силиконската долина. Дури таму имаат многу помал континуитет во работењето. Вие не можете, јас имам искуства и таму работејќи со компанија, вие не можете да задржите таму вработен повеќе од година дена. Која е разликата дали тој ќе се исели од Америка ако вие го губите за соседната компанија? Значи не станува збор во IT индустријата за дали тие ќе заметат од Македонија. Станува збор за креативна индустрија, дали тој ќе има простор тука да се развива или не. Кои други индустрии се на одреден начин интерактивни со IT индустрија? Не постои индустрија која не е интерактивна. Значи ние сме буквално хоризонтална индустрија. Ја не можам да замислам индустрија каде што нема IT. Од медиуми до текстил, до, не знам, преработка на храна, сегде треба IT, сегде треба софтвер, сегде треба и хардвер. Значи, јас не верувам дека постои продажба од контрола на процеси, од процеси во компаниите, планирање, сметководство. Не постои една индустрија каде што немате инволвираност на IT. Деца дали се подготвени за тоа, освен системот на образование, ако се имало предвид дека ова најнова играчка околу телефоните и игрите создава еден сегмент на креативност, но и една прилично деликатна фаза на забодалување и затупување. Така е. Ако збориме од аспект на прифаќање на IT технологијата како начин на живење, спремни се и тоа од мали нозе. Мојот син е само на таблет, само игра Minecraft, сака да знае како се прави и најверојатно ќе оди во таа насока. Тој има 7 години, 8 ќе полни во сабот. Така да за од тој аспект се спремни. За овие постарите генерации кои што сега излагаат, дефинитивно претприемачкиот дух кај нив е присутен. Сите сакаат да прават нешто и да развиваат. И повторно ќе кажам, не е платата кај што ги бираат кај ги работат, него бираат што сакаат да работат. Дали ќе прават игра, дали ќе прават некој ERP систем, дали ќе развиваат, не знам, некој платежен систем. Значи тие уште во моментот во делот на едукација веќе се одлучени што ќе прават и ги бираат компаниите кај ќе работат. Горан Поповски, председател на МАСИД, гостин во отвореното студио. Режија ме предупредивте за некаков телефонски контакт врзано околу друг пат да се подготвите со целосни информации. Благодарам уште еднаш што бевте гостин. Поштовани гледачи, благодарам и на вас. Со ова го завршуваме овој пладневен и попладневен дел на отвореното студио. След гледаме веднаш по 21 со ребалансот на
буџетот на владата и санацијата на општинските долгови со трансфер на 50 милиони евра од 100 и кусур колку направија градоначалниците и сега основно прашање е кого ние наградуваме, кого казнуваме со ваквата бланко поддршка на владата во разуловеното трошење на претходните градоначалници. Почнува времето за Вучич. Јас вчера го сретнав и ми рече дека е редно да ме извози, а јас го најавувам со неговото шоу. Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Почнувани дами и господа, уште малку трпение. Почнуваме за некои си 2 минути. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на замор. Чуваме со Кадино, моето брашно. Веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Здраво, здраво, драги мои пријатели, почитувачи на нашиот квиз. Ние сме повторно, не знам кај сме, тука сме некаде, кај сме, накај Црвен крст одиме, а се враќаме од Лисиче и почнуваме нов квиз со нови кандидати, имаме 20 кандидати, знаете и самите, овој квиз трае некаде околу 45 минути, сосема доволно за 20 кандидати и онаа што се вика, што се вели делење на награди надвор од автобусот. До сега имавме стварно интересни личности, морам да се пофалам за познатите фаци кои ни гостуваат исто така во автобусот, а кои одат еднаш неделно, значи секој петок, ќе имате шанси секогаш да ги видите и тие емисии ќе видат нешто спротивно од ова. Да, ќе имаат надпреварувачки дух и тие, но наградите што ги взимаат, што ги освојуваат, ги доделуваме као донација тамо кај што треба. А ова останатото од понеделник до петок се луѓе
надпреварувачи кои зимаат учество по пат на пријавување, телефонски или на Facebook, како и да е. Значи, уште еднаш ви велам добро дојдовте, вие го гледате нашиот квиз секој понеделник до петок во исто време, 17 часот и 45 минути на Еден ТВ, а репризата е одма идниот ден веднаш во 11 часот са бајле и ноќта околу 2 часот по полнок. Значи 3 емитување во нецели 24 часа. Тоа е едно, второ, сабота и недела исто така ги имаме сите емисии од понеделник до петок што сме ги снимале, ги емитуваме збирно. И тоа е многу битна работа, затоа што некој од вас можеби не бил дома, не ги фатил за репризите, може да сте и на работа во 11 часот напладне, но сабота и недела претпоставам дека сте сите дома, така да можете да ги погледнете сите, да видите што се случува во овој наш весел автобус. Во денешниот весел автобус на ЈСП Турс и ЈСП, голема благодарност за нив, ќе поканиме двајца гости исто така. Првиот што сега ќе земе учество, да го поздравиме со еден умов аплауз, господин Сашо Илчов. Браво! Еден аплауз за Саве. Не се срамете, аплаудирате. Како е, Саше? Добро дојде. Добро ве најдов. Кажи ми, кога последен пат сте се возил во автобус? Па, не можам да кажам, не знам, не се сеќавам. Па од новите не? Од новите се имам возено, ама дали беше лани или преклани. Ама сакаш чисто да видиш како е? Онака од љубопитност си извозил пред кристалници, видам како е горе на втори спрат. А, горе си беше, а? Да. Ние сме долу. Горе е малце пониско за нас, овака што сме високи, удираме со глави, да. И што да правиме, мора да се спуштиме долу. Но, окей, фина панорама, имаме лево и десно. Си шетаме низ Скопје, ова е наш брендиран автобус, како што виде. Сите не препознаваат, мафтаат да застанеме, едни мафтаат да застанеме за награди, едни мафтаат да се пипнат натре, со се торби полни од пазар, мислејќи дека ќе одиме некаде. Има интересни случаи. Како е со бизнисот, такси возило? Добро, работата тече, проширена е сега малце. Со нови возила, фирмата 7 Days. 7 Трансфер Сервис. Поздрав до сите соработници од ВИП Превоз и Трансфер 3М. Работиме на поголеми релации, Софија, Солун, Приштински аеродром. Кажи ми, добро, тоа не мора да биде во пракса, зависи од повикот, ама овака неделно колку дистанци имаш, една, две? Па може да се случи неделно да нема ништо, може да се случи да има секој ден, зависи од динамиката, зависи периодот, празници, летно време има многу повеќе, туристи што доаѓаат со ефтините летови со субвенциите. Да им апнеме на полицијата. Здраво, мили полицајци. Отидова. А тие не смеат, бидејќи се на телевизија. Извините, прекинав. Тоа, зависно од периодот. Зборував дека... Генерално месечно колку патувања овака, упросек? Па, некогаш има 3, некогаш 13, кога како. Највеќе вози Софија и Солун, претпоставувам. На аеродром? Да, аеродромските дистанци, аеродромските трансфери до Софија и Солун. Солун ти е сега песна? Да, со Смоквица е песна. Да, може да. За помалку од 2,5 сата да се стигне доколку нема гужва на граница. На граница, да. Многу зависи граничен премиг, гужва. Летно време е потешко, сега овој период е веќе нема. Летоска бевте ли на одмор во Грција? Во септември. Ама бевте? Да. Каде? Олимпик Бич. Во Олимпик Бич, добро. Знаеш дека имаме овдека награда крајната? Да. Ако во претходната емисија една шармантна господја од 81 година го погоди прашањето и таа со нејзиниот сопруг кој има 83 години, а не боледуваат од ништо, ни едно апче не пијат, ќе ги пратам со савана кај што ќе посака. Убаво да си поминат. И јас велам тоа. Некоја случка овака од оваа твое искуство, колку години си беше во бизнис? Па, скоро 20. Скоро 20. Да, од 99 март, скоро 20 години. Еден период паралелно работев и нешто друго. Но со турбуленциите, што се случува во изминатиот период, остана само ова како нужно зло, па живеем. Билбилите уште се тука? Да, птиците ги чувам, нема крај таму и тоа е долго, многу, од дете. Колку ги имаш дома, кажи? Баш денес ги броеш? Ја проверувам бројната сустава 58. 58? Да. Сите се овака у добра кондиција? Па да, на крај се
При крај се сумитарење, средени се веќе во добра кондиција. Кажеме, по колку отприлike им живеат тие птички? И тоа зависи. Просечно до 7 години, но може ги фаќа настинка некогаш? Па да, ги фаќаат болести. И што правиш? Ти на ветеринар за да ги носиш? Ветеринарството во тој поглед кај нас е на малку пониско ниво. Контактираме преку интернет со колеги птичари од светот. Имам добри контакти со господин Таурски од Хрватска. И контакти меѓу нас тука кај нас што се од Орнитолошка федерација. Папагали не? Папагали не чувам. Чувам 3 врсти на канареци плюс бигбиди, што се, тоа е наше доместифицирано име, инаку на латински е Кардоелис балканика. И чувам зелентарка или Кардоелис полис на латински. И од каде сега оваа желба за чување? Кога ти дојде желбата? Уште као дете? 7-8 години имав кога почнав да се плеткам со птици и како тече времето, ја не престав. Тие малку бербат не прават? Па добро, не се баш дома, имам посебна просторија за нив. Затоа што дома толку многу животи на едно место е проблем. Проблем и за тој што чува и за останатите што живеат за него. За таква бројна состојба на птици мора да има друга просторија, не може. Храната ја набавуваш? Храната, да, ја има во достапни количини овде кај нас, има кај да се купи, не е прескапо. Баш кај ние како повластени одгледувачи, имаме и повластени цени. Попусти. Да. Добро. Да почнеме ние со нашиот квиз? Да, може. Добро. Ја поставувам едно весело прашање. Прво е музичко, малце весел автобус. Да видиме што ќе произлезе од самата песна. Ако е режија вакво спремна, едно изненадување. Щом те видам ми се темни, не знам збор да кажам. Цел се тресам и се потам, не знам што да правам. Како те безгодна женска не се гледа секој ден. И без тебе фајде нема веќе да се живее. Ако запнам ке те збарам, ке те збарам, ке те ќарам. Кај ке бегаш пиле мој мамо, ке те најдам, ке те крадам. Ај со мене за да биде среќна. Ево Ферус. Ке ти дадам љубов вечна. Ете така. Како се викаше песнава? Како се викаше? Ете го рефренот. Ке те најдам. Ке ме најдеш, тука сум, кај бегам ја. Ако запнам, ке те најдам. Ке те ќарам, ке те збарам, точен одговор. Бучен козјак за домче со сиренце, со кашкавали и така натаму, јогурти и кисело млекце. Браво, многу тешко беше. Многу тешко. Изненадување. Одиме со втората игра. Втората игра е од 1 до 7, 5, 6, 7 се редат награди. А ке се добиеш бисер масло, ке се добиеш сано сокчиња и ке се добиеш од Сандеј. Сите три, ако ги одговориш, се надевам да. 5, 6 и 7. 5, 6 и 7, ама од прво до четврто да гледаме да ги протуркаме. Да, по години. Може? Почнуваме. Читам јас. Кое градинарско растение во жаргон се нарекува кумановска трева? Празот или кромидот? Праз. Така е, праз. Ајде, аплауз, па што е опа. Кој суперхерој ги поврзува Дино Мерлин и Женко Јоксимовиќ? Спајдермен или Супермен? Супермен. Супермен е песната, така е. Трето, ако играте петка глава со 10 денарка, која птица, мора да го знаеш, која птица глава? Лебед или паун? Паун е точен одговор. Не чуваш паун. Четврто, кој го испеа Евергринот Галебе мој тажен?
Верица Ристовска или Сашка Петковска? Сашка Петковска. Не слушнав? Верица Ристовска. Верица Ристовска, точен одговор. Кај брзаш, леле. Моравме да стигнеме до ова, не. Одиме сега со наградите. Тука ги гледам наградите и ти се смешкаат, ама дали ќе ги погодиме. Како се вика брзото конјско трчање со скокови? Кас или галоп? Галоп. Галоп, така. Кас е лесно, равномерно движење. Пето, шесто се трудим. За која NBA екипа настапува кошаркарот Стеф Кари? Golden State Warrior или Boston Celtics? Golden State Warrior. Golden State е точен, браво, изненадувачки. Во кој океан потонал Титаник? Атлантскиот океан или Тихи океан? Атлантски океан. Атлантски е точен одговор. Ете ги трите награди. И првата, тоа се 4 награди. Ни остануваат уште 2 прашања. Првото ќе биде да ми погодиш некоја професија, дали е флора и фауна, дали е живо суштество, било што, ќе ти дадам јас прикоа, ти ќе ми одбереш, а ја внатре има картички, па ќе видиме што, за да ти се олесни нешто. Бидете тука, драги мои, веднаш се враќаме. Ако сгрешам, ке те... Ајде. Бираме. Професија. Да не мислиш таксиста дека ќе кажам. Професија, добро, ајде да изберам натре, има многу картончиња, на мене да изберам. Одлични професии имам. Одлични. Ова ја тргам. Ја тргам. Што ми се... Еве ова. Да взимам, другите ги враќам и таксито ќе го вратам за некоја од другите емисии, за едно 3-4 емисии, затоа што овдека има во нашиот автобус и луѓе што треба да играат. Добро, почнуваме ние. Чим е професија прашање, почнуваме Саша. Може. Јас да или не? Дали од образование? Па мора да е... Не, како мислиш да... Како професија образование? Не е образование. Дали е од здравство? Од здравство е. Доктор? Не е доктор. Медицинска сестра? Како не ти е срам со сестри да се расправаш овдека, сопругата дојде да те поддржават и медицински сестри? Ја, ако деш, тоа е за... Не е медицинска сестра. Медицински брат не е. Не е ни тоа. Има разни професии во медицина. Болничар, лаборант? Не. Хемиски техничар? Да видиме само колку имаме уште. Уште не цели минутка и пол, повели. Дали работи во лабораторија некоја или... Во лабораторија не работи. Ординација, стоматолог? Ординација не, стоматолог не е. Ако мислиш на таква ординација, стоматолошка.